Западниот дел на Македонија, налик на пречник што ги разделува Охридското и Преспанското езеро, се простира нашата прекрасна Галичица. 6500 хектари од оваа природна убавина за жал изминатиот месец беа зафатени од пожар кој причини голема и материјална, но и еколошка штета. Инаку делот Галичица е национален парк кој заедно со Охридското езеро е ставен под заштита на УНЕСКО. Причина повеќе да говориме колку е неопходна поголема институционална, но и индивидуална одговорност во заштита на планината. Токму на оваа тема, наредниви минути на Скајп разговараме со господинот Антон Бојаджи од Одделението за заштита на природата во Националниот парк Галичица. Господине Бојаджи, благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачи. Имаме неколку теми кои што сакаме да ги отвориме со вас во ова вклучување на Скајп. Спомена во најавата, прогласена е за национален парк Галичица, исто така е под заштита на УНЕСКО. Како национален парк е прогласен на 1958 година. Тоа значи дека на површина од околу 24.000 хектари имаме природни убавини, растителен и животински свет, каде ретко има во Европа и светот. Она што ме интересира е, дали и колку изгубивме во пожарите на Галичица изминатиот месец? Најнапред малку да надополнам со објаснување за причините зошто Галичица е прогласена за национален парк. Една од најважните или најзначајните причини е големата биолошка разновидност, односно тоа што Галичица е жариште на биолошката разновидност не само во Македонија, туку и пошироко на Балканот и во Европа. Релативно мал простор, имаме голема концентрација на видови и живеалишта. Ова била оправдана причина заради која Собранието на Македонија во 58 ја прогласило Галичица за национален парк. Имајќи ја предвид оваа причина и потребата од заштита на биолошката разновидност, основана е администрација на паркот, на која основна задача е да ја заштити биолошката разновидност. И сега, имајќи предвид позицијата помеѓу Охридското и Преспанското езеро, големата биолошка разновидност, тоа придонело на Галичица заедно со традиционалните практики на користење на планината да се оформи специфичен и многу убав пејсаж, кој е исто така една од задачите, односно неговата заштита е една од задачите на јавната установа Национален парк Галичица. Сега, едно надополнување, вие во воведот рековте дека изгореа некаде 6.500 хектари, морам да потенцирам дека пожарот оваа година дојде од Албанија, значи иницијално не беше на македонскиот дел од планината, туку на албанскиот дел од планината и овај податок дека изгореа 6.500 хектари се однесува на целиот пожар. На македонската страна од пожарот изгореа некаде од околу 1800 хектари. Точен податок за 1800 хектари изгубивме. Главно гореа високопланински пасишта и многу малку шума. Што изгубивме? Во пожарот најмногу настрада грмушкиот смрек. Многу малку шума, значи тоа е од растителниот свет, од животинскиот свет некои видови, за жал, настрадаа. Но бидејќи многу често се појавуваат пожари, можам слободно да кажам дека природата наоѓа начин за да се обнови. Ја споменавме биолошката разновидност и за да го подкрепиме со податоци ќе кажеме дека во Националниот парк има голем број различни растителни и животински видови, а да не зборуваме и за значајните културно-историски споменици. Но ајде малку посликовито, што со биолошкиот свет по еден ваков пожар?
Значи, веќе спомнав дека гореа високопланински пасишта. Сега, кај растителниот свет од досега пожарите кои биле на Галичица, знаеме дека природата наоѓа начин да се обнови после природни катастрофи. Така ќе биде и со овој пожар, при што за некои видови од растителноста ќе треба подолг временски период. Например, за враќање на смреките ќе треба 30, 40, можеби и 50 години. Од животинскиот свет, видовите кои се лесно подвижни, птиците, крупните цицачи и така натака, сите го напуштија подрачјето кое беше зафатено од пожарот. Настрадаа видови кои споро се движат. Тоа се главно безарбетници, полжави, инсекти, некои од инсектите, пајаци, значи таков тип на животни настрадаа во пожарот. Но, вклучително и за овие, искуството од претходните пожари покажува дека тие се враќаат во живеалиштата повторно во одреден временски период. Колку од друга страна, господине Бојаджи, Галичица губи низ годиниве како последица на индивидуалната и институционална неодговорност. Овој пожар е само еден од многуте настани кои придонесуваат за да се уништува биодиверзитетот во националните паркови? Прашањето е сложено. За жал, во Република Македонија заштитата на природата во заштитените подрачја категорија 2 национален парк е препуштено на само финансирање, односно државата не одвојува средства со кои ќе се финансира заштитата на природното наследство вклучено во националните паркови, во заштитените подрачја, во случај во Национален парк Галичица. Ваква пракса е многу ретка. Глобално во светов. Во најголем број случаи државите ја финансираат заштитата. Државата сакала да имат заштитено подрачје во категорија национален парк, во кој ќе дозволи непречено одвивање на природните процеси и заштита на видовите присутни во живеалиштата и со тоа ја превзема одговорноста да ја финансира, да го финансира управувањето со заштитените подрачја. Во Македонија државата не остава на својавните установи да финансира заштитата. Ваквиот начин на управување со заштитените подрачја е неповолен по биолошката разновидност, бидејќи вработените се фокусирани на обезбедување средства за финансирање, а не се фокусирани на заштита. Ако сакаме квалитетна заштита на природата, државата мора да ги превземе своите обврски. Дополнително, во некои случаи, заради интереси на поединци или групации, се врши дополнителен притисок врз јавните установи да постапат во рамките на нивните интереси. Овој начин на долг рок е неодржлив и ние ќе изгубиме и делови од биолошката разновидност и ќе изгубиме делови од државата во кои сме обезбедиле заштита на видовите и заштита на природните процеси. Националниот парк Галичица, покрај тоа што управува со заштитеното подрачје по основ на Законот за заштита на природа, е значајна и од аспект на тоа што 2/3 од националниот парк се во рамките на природното и културно наследство на Охридскиот регион, ставено на листата на УНЕСКО. Вашите гледачи се информирани за проблемите кои ги има државата со зачувување на статусот на Охридскиот регион како универзална вредност на листата на УНЕСКО.
од сите досегашни реактивни мониторинг мисии, ако ги читате извештаите, ќе видите дека јавната установа Национален парк Галичица е една од ретките институции кои во континуитет ги постапува по препораките на реактивните мониторинг мисии во делот во кој има директна надлежност и моќ да постапи. За некои од препораките јавната установа Национален парк Галичица може да даде придонес да се постапи по препораките, но заедно со други институции од државата. И имајќи го ова предвид, мене ме загрижува изостанокот на поддршка за јавната установа Национален парк Галичица да ја врши дејноста која и е дадена со Законот за заштита на природа, Законот за прогласување на Галичица и одлуката на владата за формирање на јавната установа Национален парк Галичица. Правилата за посета на националниот парк, постојат ли одредени мерки за заштита и правила на однесување кои што треба да ги почитуваат посетителите и какви се контролите? Националниот парк Галичица, односно јавната установа, работи согласно план за управување со паркот. Во планот за управување со паркот децидно се определени дозволени и забранети активности, поместени се во табела и тоа по различни зони. Ова табела, односно дозволените и забранети активности во Националниот парк Галичица се ставени на сите информативни табли кои паркот ги има. Ние имаме развиено сеопфатен систем на патеки во паркот во должина од некаде 250 км. Долж овој систем на патеки поставени се 66 големи информативни табли. Покрај таблите поставени се некаде преку 300 патокази, знаци и така натака. Значи, информациите што може, а што не може да се прави во паркот се присутни насекаде низ паркот. Дополнително паркот печати, брошури, карти и така натака. На сите сиот ваков материјал секаде ги ставаме активностите кои се дозволени, односно забранети. Дополнително паркот има чуварска служба која е на терен и која укажува ако некој од посетителите не се однесува согласно воспоставените правила. При тоа повторно, сега го врзвам со претходното прашање, треба да имаме предвид дека бројот на вработени чувари не е доволен, главно заради нерешеното финансирање. Ние се обидуваме со капацитетот персонален кој го имаме да ги постигнеме задачите кои се поставени пред нас. Но, господине Бојаджи, велите, секоја чест на исклучуците, но потврдивме изминатиот период дека индивидуална одговорност имаме се помалку. Во тој контекст и вие наведовте дека државата треба да ги земе работите во своји раце. Што значи тоа? Што треба да промениме во моментов? Што е најприоритетно за да имаме поголема заштита на националните паркови и природното богатство? Сега, пред директно да одговорам на тоа прашање, ќе се вратам малку повторно на пожарот. Во Националниот парк Галичица работам од 91-а. До сега сум бил, не знам, на едно 100 пожари. Овој пожар се разликува од сите претходни и по една работа која е многу значајна. На овој пожар имавме огромен број на доброволци. Имаше денови кога имаше и преку 100 доброволци. Дури се случуваше некои доброволци да им се заблагодариме, бидејќи немавме материјално-технички средства да му дајме за да помогнат во гаснењето на пожарот. Паралелно на големиот број на доброволци имавме голем број на донатори кои понудија храна и вода за луѓето ангажирани на гаснењето. Ова
потврдува дека свеста за потребата од заштита на природа е порастена. И на крајот, на краиштата, зголемената јавна свест за потребата од заштита, односно јавноста, најверојатно ќе изврши доволен притисок врз државата и државата да се вклучи во обезбедување на услови за подобра заштита на природата во Македонија, во Националниот парк Галичица и генерално на територија на државата. Сега, покрај овој момент кој го спомнав предходно за потребата државата финансиски да се вклучи во заштитата на природата, потребно е да се зајакнат и државата да помогне во зајакнување на капацитетите на јавните установи. Веќе спомнав дека немаме доволен број на вработени за да квалитетно вршиме управување со паркот, но не само на ниво на јавните установи, туку државата треба да помогне со зајакнување на персоналниот капацитет и на национално ниво. Сум во скоро секојдневна комуникација со Министерството за животна средина и просторно планирање и одговорно тврдам дека и Министерството нема доволен персонален капацитет за заштита на природа. Значи, не фалят само пари, туку треба и персонално да се зајакнат институциите кои работат на заштита на природа. Без луѓе не може да се постигне скоро ништо. Но ги отвараме овие теми, гласно дискутираме за нив во насока на промена. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, за убави поводи се надевам ќе се видиме во периодот кој што следува. Тоа беше господинот Андем Бојаджи од одделението за заштита на природата од Националниот парк Галичица. На слична тема продолжуваме и натаму.